Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Во хидроелектраната Вруток заврши главниот дел од реконструкцијата за санирање на водостанските шахти. Македонско-хрватското друштво отвори своја канцеларија во Тетово. На подрачјето на Гостивар, околу 630 лица се корисници на дрога. Се поголем е бројот на малолетници корисници. Во хидроелектраната Вруток во рамките на ХЕС Маврово заврши главниот дел од реконструкцијата за санирање на водостанските шахти. Овој зафат, вреден близу 3 милиони евра, ќе придонесе значително да се намалат загубите на вода. Во хидроелектраната Вруток, која функционира во склоп на ХЕС Маврово, се заокружи значаен проект вреден 3 милиони евра. Се работи за реконструкција на водостанските шахти, со кој зафат драстично ќе се намалат загубите на вода, а се продолжува и работниот век на електраната. Овој зафат се провлекувал како една неопходност во АДС-ама цела деценија наназад, а дури и повеќе. Дејствата кои што ги превзедовме во овој период ќе овозможат драстично намалување на загубите на вода, зголемување на производството, заштита од ерозија во овој регион, како и заштита на реката Вардар. Со санацијата на вертикалната шахта од Шарскиот довод, кој заврши пред 2 недели, а во 2021 година со санацијата на вертикалните шахти од Јеловскиот довод, ќе се реши проблемот со загуба на водата, која што се провлекува од 2010 година, па и повеќе, ќе се овозможи поголема стабилност и функционалност на електраната. Компанијата поради загубите на вода во хидроелектраната бележала неостварена добивка од 600 до 700.000 евра на годишно ниво. Се направија сите потребни проекти за овој зафат. Зафатот е специфичен и тежок. Преку јавна набавка се најде изведувач на работите и успеавме со значајно издвојување на средства од 175 милиони денари или речиси 3 милиони евра да изведеме санација која што ќе и овозможи да не се губат повеќе од 11 до 12 милиони метри кубни вода годишно или попрецизно во производство околу 17 до 18 гигават часови енергија, кои представуваат па добивка од 600 до 700.000 евра секоја година заради загубата на водите кои што беа досега. Ковачевски нагласи дека со овој проект, покрај стабилност на производството, се постигнува и безбедност на системот и на човечките ресурси. Македонско-хрватското друштво отвори своја канцеларија во Тетово. Во рамки на истата ќе функционираат и Хрватскиот форум како и еколошкиот нуркачки клуб Пена. Македонско-хрватското друштво, Хрватскиот форум и еколошкиот нуркачки клуб Пена ја отворија својата канцеларија во Тетово. Македонско-хрватското друштво постои речиси 2 децении и е многу активно во полето на остварување соработка со Република Хрватска. Од друштвото велат дека сега имаат свое катче, каде што ќе можат да работат и да си ги спроведуваат своите активности. Иначе нашето друштво обстојува веќе 18 години во Македонија и работиме веќе одавна. Нуркачкиот клуб постои веќе 3 години, а Хрватскиот форум 1 година. Секое сериозно друштво не може да функционира без канцеларија, така да ние смогнавме сили да отвориме канцеларија и се благодаруваме на газдата што ни излезе во пресред за една скромна кирија, да можеме без проблеми да се функционираме 1 година. Финансирањето беше од државниот уред од Хрватска. Идни сега со оглед на проблеми со короната сме многу ограничени, ќе наставиме онлайн. И секако оваа година Хрватски форум имаше доста активности, се надевам дека ќе настават они како што ние наставивме со нашата работа до сега. Локацијата на канцеларијата е позади хотел Меркур во Тетово. На подрачјето на Гостивар околу 630 лица се корисници на дрога. Загрижува фактот што се зголемува бројот на малолетници кои запаѓаат во канџите на ова зло. Од невладината организација HELP потенцираат дека во програмите за заштита што ги спроведуваат, законски смеат да се опфатат само полнолетни лица, па тинејџерите не можат да добијат соодветна помош.
Се повеќе тинејџери во Гостивар запаѓаат во канџите на дрогата. Меѓу малолетниците кои земаат наркотици најчести се оние од 15 до 17 години, но во ова зло навлезени се и помали деца. Според податоците на невладината HELP, која спроведува програма за заштита на корисници на дроги, најмалиот зависник има само 9 години. Малолетните корисници немаат пристап до лекување и третман, затоа што законски не се офатени во програмите. Од HELP нагласуваат дека децата се оставени сами на себе, што е огромен проблем и пречка за шанса да се излечат од дрогата. Имаме многу случаи под 18 години, а законски се уште не е регулирано прифаќање на тие корисници што се под 18 години. И тука е еден голем проблем се ова во нашата работа, на сите здруженија што работат со оваа проблематика, бидејќи доста од корисниците се под 18, мислам доста голем број од корисниците се под 18 годишна возраст. Законски ние не смееме нив да ги третираме како такви и работиме со сите полнолетни, значи над 18 години. Според податоците на организацијата на подрачјето на Гостивар има околу 630 корисници на разни дроги – марихуана, хероин, кокаин. Градот се уште нема дневен центар за третман на зависници, па за метадонска терапија мора да патуваат во Тетово, а за посеофатно лекување во Струмица. Нашите зависници, значи тие што се подлабоко навлезени, бидејќи немаме метадонски центар, ги препраќаме во Тетово, метадонскиот центар во Тетово, каде има доста, мислам дека околу 40 на наши корисници од Гостивар одат во Тетово. Секако им представува и финансиски проблем, и временски проблем. На истите додат до Тетово да ја земат препишаната доза и да се вратат дома. Многу од нив одат и на работа и многу е времето неприлагодно за нив за да појдат до таму да земат и да се вратат на работа. Потешките случаи или тие што сакаат да се лекуваат ги праќаме во Струмица, има посебна установа каде што ги третираат зависниците. Со силна волја, подршка и соодветен третман зависниците може да се излекуваат, нагласува Попоски. Као успех има. Сите се лажат што викаат дека не може тоа да се излекува, меѓутоа успех постои, сигурно дека постои. И мојата препорака е што порано почнат да почна со лекување, успехот е секако поголем. Во тимот на HELP за помош на зависници се вклучени теренски и социјални работници, како и медицинско лице. Поради пандемијата, организацијата периодов работи на повик со закажување на термини, за да се намалат личните контакти и ризикот од коронавирус. Имаме помалку од 1% заразени ученици и наставници, истакна министерката за образование и наука Мила Царовска. Таа додаде дека во основното образование ќе се воведе нов концепт, кој ќе вклучи спојување на повеќе предмети во еден, со цел децата да учат помалку факти, а повеќе да размислуваат и да поврзуваат. Денес сакам пред јавноста да дадам отчет и да информирам за постигнати резултати во 5 области. Првата област е пристап до навремено, достапно, квалитетно образование за секое дете во услови на пандемија. Оно што е многу важно, и дури во пандемија да има континуитет на образованието. Со комбинираниот модел на настава, тоа е онлайн следење, со физичко присуство следење на настава и со емитување на 15-минутни часови по македонски и албански јазик на националната телевизија, обезбедивме стабилност на образовниот процес и успешно се заврши и оценувањето на првото тромесечие и скоро сме пред крај на првото полугодие на оваа учебна година. Благодарение на посветеноста на учениците и наставниците, како и родителите, успеавме да го спречиме ширењето на вирусот во училиштата. Имаме помалку од 1% заразени заедно наставници и ученици. Истовремено, учениците и наставниците се постојано дел од наставата, односно над 90% од учениците успешно следат онлайн настава. Цело време сме поддршка на наставниците во реализирање на онлайн наставата. Обезбедивме 36 национални обучувачи од наставниот кадар, кои обучија дополнителни 1600 наставници кои се номинирани за училишни обучувачи во сите училишта во земјата. И
тие понатаму се поддршка за секој наставник во поединечно училиште за реализација на наставата. Заедно со средношколците и матурантите се согласивме дека заокружувањето на средното образование не е целосно без полагање на државна матура, но и дека од идната година концепцијата на државна матура нужно треба да се менува. И покрај пандемијата во тек се сите подготовки за успешно, безбедно реализирање на испитите кои ќе се одржат по скратени и поедноставени наставни програми и прашања. Матурантите и наставниците се веќе информирани за овој процес и заеднички ќе организираме за успешно полагање. Попрецизно, во новата концепција создаваме училишта кое што не учи да учиме, што е многу важно. Го напуштаме стариот пристап на фактографско учење и ги потикнуваме учениците да решаваат проблеми и критички да размислуваат. Целта ни е да обезбедиме образование во кое што секој дете ќе го достигне својот личен потенцијал и тоа го правиме преку изборните предмети и во наставните активности. Ке се учи за вредности како што се толеранција, почит и личен развој. Истовремено се развива целосно нов систем за употреба на учебници, кој што подразбира и изработка и користење на разни видови на наставни дидактички материјали кои ќе бидат достапни и за учениците и за наставниците. Затворени 2 угостителски објекти, а сопствениците приведени поради кршење на ковид мерките. Слушнете ги деталите. На 15 декември околу 21 часот и 20 минути полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 38 годишен тетовец, чиј угостителски објект на улица Борис Кидрич во Тетово работел со гости по дозволеното време и не ги почитувал мерките за справување со коронавирусот. Објектот бил затворен додека тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосното расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвена пријава по член 206 од Кривичниот законник, а поради сомнение дека сторил кривично дело, непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Вчера исто така околу 22 часот и 50 минути полициски службеници од оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 27 годишникот Гостиварско Дебреше, затоа што неговиот објект во селото бил отворен и во него се наоѓале десетина гости. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и против него ќе следува поднесок, исто така по член 206 од Кривичниот законник. Неговиот угостителски објект без фирма бил затворен од Државниот пазарен инспекторат. Приведени 2 лица кои продавале пиротехнички средства. Физички напад во Гостивар во продолжение информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 86 лица, 57 од Тетово и 29 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 117 лица од Тетово и 45 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 734 лица од Тетово и 598 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера околу 16 часот и 20 минути на градскиот плоштад во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово привеле 45 годишникот Тетово и 46 годишникот Тетовски Челопек, кои продавале пиротехнички средства. Двајцата биле задржани во полициската станица Тетово и од нив биле одземени над 2000 парчиња разновидна пиротехника, пошто ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера вечер околу 23 часот и 45 минути во СВР Тетово, 39 годишна жителка на Гостивар пријавила дека физички била нападната од 40 годишникот Тетовско Слатино. Се расчистува и документира случајот. Одбојкарската репрезентација на Македонија ги започна подготовките за настапот во квалификациите за Европското првенство. Машката одбојкарска репрезентација на Македонија вчера го имаше првиот собир, со што беше означен старт на подготовките за квалификациите за Европското првенство во 2021 година. Одбојкарската федерација се уште го нема објавено списокот на одбојкари на кои ќе може да смета селекторот Никола Матијашевиќ, но на официјалната страна објави дека подготовките започнуваат со играчите кои настапуваат во домашното првенство, без да се наведе кои се тие играчи. Во информацијата објавена на вебсајтот на ОФМ се вели дека интернационалците Никола Ѓорѓиев, Ѓорѓи Ѓорѓиев, Александар Љавтов и Филип Деспотовски на подготовките ќе се приклучат кога ќе завршат со клупските обврски. Додека Филип Маџунков во
моментов е повреден, но не е исклучено доколку заздрави тој да се приклучи на подготовките на националниот тим. Во подготвителниот период одбојкарската репрезентација на Македонија ќе одигра 4 контролни надпревари против селекцијата на Бугарија. На 29 и 30 декември источниот сосед ќе гостува во Скопје, во рамки на меморијалниот турнир Бранко Хаджилјовски Чајка, додека возвратното гостување во Бугарија ќе биде на 6 и 7 јануари. Македонија во квалификациите за Европското првенство ќе игра во група со Турција и Босна и Херцеговина, додека Данска се откаже од настап и од организација на еден од турнирите. Надпреварите од двата квалификацијски турнири ќе се играат во спортската сала Борис Трајковски во Скопје во период од 11 до 16 јануари. Пласман на Европското првенство ќе обезбедат сите првопласирани репрезентации, како и 5 најдобри од оние кои што ќе завршат на втората позиција на табелата. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!